Почитувана македонска јавност, почитувани колешки, колеги, пратеници, заменик министар за финансии. Имено професорката Силјановска често пати знае да каже на крајно неинспиративна атмосфера за дебата и дискусија од многу едноставна причина. За да имате плодна дискусија и дебата, треба од страната, во овој случај од страна на премиера, да ви дојде со експозе во кое што тој јасно ќе ги искаже очекувањата и барањата за очекувањата, но и резултатите кои што ги очекува од идните заменик министри во овој случај во наредниот период. И како во, бидејќи се европска влада, така се декларираат, само декларираат и како по примерот на Европскиот парламент да ги соочиме аргументите и дискусијата, но нормално тоа е нешто не само што изостанува во изминативе 3 недели, туку изминатите 6 години. Изминатите 6 години ние видовме и токму од оваа влада која што ветуваше живот, не само што не донесе живот, туку и го одзема буквално лебото трпезата на граѓаните и затоа не очекувам ништо поразлично или ништо подобро и во наредниот период, во максимум од 10 месеци. Впрочем, почитувани, владата ја заборави нејзината уставна обврска дека треба да се грижи за благосостојбата на граѓаните на Република Македонија. Но за оваа негрижа и за овој колапс кој што се случува, впрочем пустош во секој сектор во Република Македонија, многу брго од сега ќе стигне санкцијата и тоа токму од граѓаните. На крај, во однос на ова навистина празно експозе, флоскули кои што ги слушаме овие 3 недели во насока дека ќе се зголемело парламентарното мнозинство, па ива премиерот како економист би го прашала дали 65, 64 или 62 е поголемо, би требало барем да им укаже на оние кои што ги пишуваат говорите во неговиот кабинет дека за 26.000 евра за 100 дена можеле да напишат многу поквалитетен и многу подобар говор. Вообичаено премиерите имаат улога да испратат порака на грижа, порака на солидарност, дека се грижат за она што се случува во државата и да понудат решенија. Ние во ова експозе не доаѓаме ништо освен повторно се сокрива под најпознатото мото лого максима на оваа влада дека е во име и во светло на европската интеграција, меѓутоа повторно ќе кажам дека вакви европјани не сретнало европското семејство. И сега, бидејќи во експозито не можете апсолутно ништо, како и во претходните, да најдете поврзаност или премиерот да говори ништо за неговите кадровски, партиски предлози, логично е и да ги погледнете биографиите. И кога ќе ги погледнете биографиите, впрочем јасно ви е зошто премиерот молчи. Например, при мен имам биографијата на госпоѓата Аврамовска Мадич и ако отворите на интернет, ќе видите нејзината поврзаност како член на нејзиното семејство е дел од комисијата за помилување кај председателот Пендаровски и веднаш тука може јасно да во очите дека некој кој што треба да биде поврзан со секторот правда, што од самиот старт носи товар и конфликт на интерес и непотизам. Ништо што во изминатиот период Државната комисија за спречување на корупција го потенцираше. 6 години ние во Македонија имаме највисок степен на непотизам, кронизам и партизација. Или пак замислете, доколку го погледнате CV-то на госпојата доктор Манулева, веднаш ќе се запрашате, таа дојде во секторот здравство и тука логично се поставува прашањето дали впрочем истата со сите нејзини компетенции ќе може да одговори на колапсот кој што ни се случува во здравството. Дали истата ќе може да одговори во овој краток рок да обезбеди лекови за најранливите, за најзасегнатите, дали истата ќе може да испорача мотивација, грижа, но и поддршка за здравствените работници. Дали истата и ќе побара одговорност од незините коалициони партнери за сето ова што се случи во здравствениот сектор. Или пак за госпоѓата Вјолца, замислете, почитувани, повеќе од јасно е дека изминатите 6 години оваа влада
начело со нивниот министер, како остана запоменат, како министер Путер, сега е министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Дури и денес, не после 6 години, не може да испорача резултати и грижа за земјоделството, впрочем, токму оваа влада донесе пустош кога станува збор за земјоделството. Владата, во службен вестник на Република Македонија, да го отворите, владата има изгласана програма за финансиска поддршка за земјоделството за 2023, значи овој премиер, овие министри и министерот Николовски, во кој што навамно вели дека ќе одвои околу 100.000 евра субвенции за земјоделците. Меѓутоа, во ставка 11 еве го признанието на владата, кое што ние целиот овој изминат период го говоревме. Точка 11 вели за останати обврски по мерки од програмите за финансиска поддршка во земјоделството од, внимавајте годините, 2019, 2020, 2021 и 2022. И кога ќе се одземат овие обврски од 50.000 евра, остануваат само уште толку за субвенции. Со ова, владата на СДСМ, впрочем, признава дека субвенциите не се исплатени во нивно време и од нивно време, од страна на владата и на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. И впрочем, уште еднаш се потврдува дека овој пустош кој што го направија во земјоделството, многу наскоро и од земјоделството, но и од народот ќе стигне санкцијата. Владата признава, повторувам, дека во изминатите години премиерот, министрите не исплатиле обврски кон земјоделците. Додека ми дофрлате од место, ќе ве замолам, како што велат колегите, да го видам вашето име овдека на екранот, ќе ве потсетам и на последниот апел токму од македонските сточари, каде што велат дека не само што им доцнат субвенциите за 2022, туку и исплатата за персоналниот данок. Верувајте дека земјоделците на следните први парламентарни избори навистина ќе ја санкционираат ова влада на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата и министерот. И да завршам можеби со, како е познато ова како министер за се господинот Аги. Видете, дополнителен товар овој министер може само да донесе во ова Министерство за образование. Знаете зошто? Доволно е само да го видите текстот на инспекторот, кој што велеше дека има конфликт на интерес. Токму кој овој господин, сега веќе иден министер, заменик министер за образование, со тоа што во време додека извршува јавна функција, истиот во негова полза искористува и унапреден во рамките на универзитетот. И тоа е нешто кое што многу едноставно можете да го проверите во рамките на медиумите, било каде да отворите, ќе го видите самиот товар кој што го носи, а не предност, туку апсолутно во негативен контекст на ова министерство. Дополнително тука се поставува прашањето: дали заменик министерот за образование, откако ќе стапи на оваа функција, веднаш ќе излезе во пресрет на студентите, па ќе се заангажира и ќе ги исплати веќе задоцнатите стипендии за студентите, дали ќе се заангажира за исплата на студентскиот оброк, кој што исто така доцни, или пак до толку повеќе ќе се ангажира за зголемување на студентскиот оброк, дали ќе превземе нешто во однос на реконструкција и рехабилитација на студентските домови, кои што оваа влада ги ветува 6 години, но апсолутно ништо не превзема. И додека министерот, односно се извинувам, премиерот нема зборови за да ни долови зошто или да ни презентира зошто ги именува овие заменици министри, за македонската јавност и за сите нас повеќе од јасно дека станува збор за теснопартиски и бизнис интереси. Но многу брзо од сега ќе стигне и санкцијата, односно казната од народот. Ви благодарам.